Кои се придобивките од изградбата на експресните патишта во Истокот? Вице-премиерот за економски прашања Битики заедно со министерката за животна средина Шукова и заменик министерката за здравство Манулева денеска беа во посета на Кочанскиот регион. На терен разговараа со граѓаните за придобивките од изградбата на експресниот пат Штип Кочани. Со овој модерен експресен пат создадовме услови за безбедно патување на луѓето до саканите дестинации. Придобивките на експресниот пат Штип Кочани најдобро ги чувствуваат компаниите од источниот плански регион, на кои им овозможевме брз транспорт на нивните стоки, но истовремене финансиски ги подржуваме преку Законот за финансиска поддршка на инвестиции за нивна поголема конкурентност на странските пазари, со што придонесуваме и за регионален развој. Од почетокот на законот, заклучно со 2022 година, само во источниот регион имаме исплатено над 630 милиони денари по Законот за финансиска поддршка на инвестиции за 3,7 милиарди денари инвестиции на 89 компании. А само во тековната 2023 имаме склучено нови 44 договори. Инфраструктурата придонесува и за подобра заштита на животната средина, истакна од Кочанско Шукова. Вели дека на тој начин се придонесува за подобро движење на возилата, но и подобрување на туризмот пред се во источниот дел од државата. Секоја, особено патна инфраструктура, допринесува во подобро движење на возилата, особено во делот на возилата за управување со отпад. Меѓутоа секако допринесува и генерално во подобрување на заштитата на животната средина, бидејќи колку имаме подобро движење, толку имаме и подобри услови за да ја заштитиме животната средина. И во делот на управувањето со отпад, меѓутоа секако и во делот на управувањето со природа. Бидејќи, како што знаете, во овој дел, во источниот дел на државата, прогласивме во изминатите неколку години две нови заштитени подрачја: Осоговското подрачје и Малешевското подрачје. И секако подобрената патна инфраструктура дава можности за екотуризам во овој дел на државата, бидејќи тие заштитени подрачја треба да ги негуваме, меѓутоа треба да бидат дестинација секако за туристите од државата, но и туристите надвор од државата. Подобар транспорт на пациентите од Истокот до соодветниот клинички центар обезбедува добрата инфраструктура, кажа Манолева. Додава дека на ваков начин Истокот во секоја сфера се поврзува со центарот на државата.